Почитувани, јас сум доктор Петар Угуров, еден од докторите од тимот на доктори при Жан Митрев клиниката, кои што во моментот работат и се грижат за пациентите болни од COVID-19 вирус. Периодов сите ние сме сведоци на една од најголемите здравствени кризи во нашава земја, па и пошироко. Слободно можам да кажам дека воопшто не е лесно. Меѓутоа, целиот менеджмент и сите вработени при Жан Митрев клиниката максимално се мобилизирани и спремни да одговорат на овој предизвик како и до сега. Во моментов се наоѓаме пред одел за полуинтензивна нега, кој што всушност е приспособен како одел за интензивно лекување и третман на пациентите заболени од COVID-19 вирусот. Исто така овој одел е така поделен што во еден дел од него се наоѓаат пациентите со лесна и средно тешка клиничка слика, додека пак останатиот дел е делот за интензивни пациенти, поточно пациенти кои што се на механичка вентилација и веновенска хемодиафилтрација. Секој почеток на денот започнува со утринска визита од тим на лекари и сестри на чело со доктор Жан Митрев, каде што се разгледува секој пациент поединечно и се споделуваат информации од дежурниот лекар на смена за моменталната состојба на пациентите, при што се гледаат сите анализи и диагностички процедури направени од претходниот ден. Следувањето на лабораториската вредност е оспособен преку посебен систем кој што го имаме развиено и модифицирано преку така наречена електронска епикриза на пациент, каде што лесно и едноставно може да се видат сите витални параметри и лабораториски анализи кои што се направени и земени ке пациентот од првиот ден се до последната лабораторија на пациентот. Врз основа на сите анализи направени и презентирани, тимот од лекари и медицински сестри носи конзилијарна одлука со јасни насоки за понатамошен третман и нега на пациентите болни од COVID-19. Исто така, би сакал да напоменам дека една од одлуките и начини на третман во нашава установа и употреба на веновенска хемодиафилтрација со користење на посебен филтер, така наречен Oxiris филтер. Ова е првиот и единствен филтер во светски рамки кој што е одобрен од Американското здружение на храна и лекови, поточно Food and Drugs Administration, кој го намалува проинфламаторното ниво на цитокините во крвта за потврдени случаи со COVID-19 или со непосредна или пак со присутна респираторна слабост. Покрај тоа, овој филтер не само што го намалува нивото на цитокини, туку го намалува и нивото на ендотоксини, уремишни токсини и вишокот на течности акумулирани во пациентот. Сакам да нагласам дека времето на поставување на пациентот на веновенска хемодиафилтрација со користење на овој филтер е наважниот елемент во целокупната слика и очекуваниот резултат и исход од нејзината примена. На кратко сега, сето ова би сакал да го презентирам повторно со електронската епикриза на еден од пациентите кои што се третирани и лекувани во нашава установа. Станува збор за пациент кој што беше примен во нашава установа пред 5 дена во една тешка општа состојба со ниска периферна сатурација, со потреба од кислородна поддршка и со еден богат аускулпаторен наот и изразена кашлица. Од првите лабораториски анализи земени во нашава установа можеше да се забележи високи вредности на ЦРП и ниски леукоцити, поточно леукопенија. Пациентот веднаш беше поставен на веновенска хемофилтрација со употреба на Oxiris филтер и после 2 циклуси кај него веќе се следи комплетно стабилизирање на состојбата без потреба од кислородна поддршка со подобрување на респираторниот наод и комплетно стабилизирање на лабораториските анализи. За крај, уште еднаш би сакал да апелирам до сите граѓани и да ги повторам заштитните мерки како основа во превенцијата од COVID-19 вирусот. Да држаме растојание од 2 метри во затворени и отворени јавни простории. Да не се групираме повеќе од 2 лица, задолжително да носиме маски, марам и шал во затворени простории.